Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Вевчани на листата на 100 зелени светски дестинации. Се одржа јавна расправа за стратешкиот план за рехабилитација на Охридскиот регион. Повторно оштетување на бугарскиот клуб во Охрид. Проект за подигање на свеста за врсничкото насилство меѓу охридските ученици. Поевтинуваат нафтените деривати. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и студено со падна температурата. Максималната се искачи до 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, претежно ведро со локална облачност, ветровито и студено. Во вторник во северозападна и западна Европа нестабилно време со врнежи од дожд. Нестабилно ќе биде и над Балканскиот и Апенинскиот полуостров со пообилни врнежи од дожд проследени со силен ветер. Во источна Европа со слаби врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и пад на температурите. На планините со врнежи од снег. Во крајните јужни и источни предели претежно сончево време. Максималните дневни температури ќе се искачат до 5, односно до 17 степени. Во Македонија во вторник во утринските и предпладневните часови ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и студено. Во попладневните часови зголемена облачност и продорна влажна воздушна маса која што во попладневните и вечерните часови ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд, при што локално ќе наврнати до 15 литри. На 1700 метри надморска висина со врнежи од снег. Ќе дува југоисточен и југозападен ветер. Минималните температури во интервал од -3 до 5 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 5, односно до 15 степени. Во Охрид во вторник на првата половина од денот ќе превладува претежно ведро време со локална облачност, ветровито и свежо со пад на утринската температура. Ќе дува засилен југозападен ветер. Во попладневните и вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 3 степени, додека пак максималната до 11 степен. Во среда умерена облачност со сончеви периоди, минималната температура од 7 степени, додека пак дневната до 13. Во четврток и петок постуденото утро и температура од 2, односно 0 степени. Во текот на денот претежно сончево со појава на локална облачност и максимални 12 степени. Ноември, месец на бесплатна реклама на ТВМ. Во време на тешка економска криза, ТВМ ја помага локалната економија со бесплатно отстапување на својот рекламен простор. Обратете се на нашите телефони за вашиот бизнис да стане видлив во регионот. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Вевчани на мапата 100 зелени светски дестинации. Општината и локалниот бизнис ке работат на развој на одржлив туризам. Општина Вевчани како прва одржлива дестинација во Македонија ке биде модел кој ќе послужи како инспирација и ке се преслика на други дестинации низ државата. Општина Вевчани стана дел од престижната листа на најдобрите топ 100 зелени дестинации за 2022 година. Секоја година надпреварот топ 100 Green Destinations избира одржливи туристички приказни и добри практики од дестинации ширум светот, за да бидат споделени како инспиративни примери. Избраните дестинации добиваат признание за решенијата што ги имплементирале како одговор на предизвиците и проблемите со кои се соочуваат. Се надевам на крајот во таа светска мапа за зелени дестинации, каде што оние туристи кои се заинтересирани за таков вид на туризам ќе не препознаат и нормално ќе не посетат и тука ќе останат повеќе од оние што секогаш ги спомнуваме туристи на минување, него сакаме да ги задржиме тука барем на еден викенд, ако не повеќе. Сдруженијето за одржлив развој и представници на Green Destinations за Македонија работат со општината и локалната заедница, особено туристичкиот сектор, за нивно образование, обука и вклучување во методите за развој на одржлив туризам. Тука се исто вклучени не само Вевчани со своите природни убавини, него влезење и локалниот бизнис, оној што се занимава со туризам, значи имаме 4 ресторани, исто коничкиот клуб, ние тука и локални производители на локални предпознатливи, претежно производители на мед. Имаме вклучени, значи како автентични вевчански производ. Општина Вевчани, како прва одржлива дестинација во Македонија, ќе биде модел кој ќе послужи како инспирација и ќе се преслика на други дестинации низ државата. Работната група од експерти за културно и природно наследство, која го изработува стратегискиот план за рехабилитација на Охридскиот регион, ја представи нацрт верзијата на документот на јавна расправа. На расправата која се одржа денеска преку Zoom платформа, изостана дискусија со забелешки, предлози и прашања од засегнати чинители и јавноста. Денеска се одржа јавна расправа за нацрт верзијата на стратегискиот план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион. Неконтролирана урбанизација, инфраструктурно планирање, масовен туризам, како и несоодветна конзервација и заштита на културното и природното наследство, кои резултирале со бројни негативни последици врз атрибутите и универзалната вредност на Охридскиот регион, беа причина Центарот за светско наследство да ја оцени состојбата како ранлива. Комитетот на светско наследство на својата 44-та сесија, одржана во Кина во 2021 година, донесе одлука со која ги задолжи Македонија и Албанија да изготва стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на регионот, кој ќе содржи акциски план со мерки за имплементација во даден временски рок, а кои целосно ќе се темелат врз препораките од реактивните мониторинг мисии на УНЕСКО од 2017 и 2020. Стратегискиот план треба да гарантира имплементација на препораките и одлуките на УНЕСКО. Составен дел на документот е акцискиот план во кој врз основа на претходни анализи на состојбата и заканите по природното и културното наследство се дефинирани мерките за рехабилитација, содржани се и показатели врз основа на кои ќе се утврдува дали целите се постигнати. Истакна во воведното излагање на расправата која се одржа на Zoom платформа Зоран Павлов, председателот на Комисијата за управување со Охридскиот регион. На расправата која траеше 1 час пократко од предвиденото поради немање интерес за дискусија, забелешки упати само Искра Стојковска од еколошкото здружение на граѓани Фронт 2142. Стојковска изрази задоволство затоа што дел од сугестиите од еколошките здруженија дадени во процесот на изготвување на планот низ неформалните консултации биле прифатени, како на пример формирање посебна веб страна посветена на следење на спроведување на стратегискиот план, со која меѓу другото редовно ќе се објавуваат мерките кои се имплементираат, но и можност за пријавување на лица кои преземаат штетни активности. Даде забелешка во делот на отчетноста и одговорноста во поглед на имплементацијата.
Мајќи го досегашното искуство, знаејќи како се одвиваат работите на терен, без разлика како убаво се напишани во разните планови, стратегии и така натаму, ниту во овој план не гледаме нешто што на вистина тоа ќе го обезбеди. Со тој текст, тоа вака добро звучи, ќе го направи реалност. Значи не гледаме правиме тест, тоа ако не се спроведе никому ништо. Значи знаејќи дека планот за управување со Охридски регион, што е регулиран во закон, за кој постојат членови, дека мора да се имплементира, ниту една од надлежните институции, вклучително и Комисијата за управување, не го спроведува тој план. Екологистите предлагаат подпишување договор со Албанија за имплементирање на заедничкиот стратегиски план, договор кој ќе биде ратификуван од парламентите на двете земји за јавноста да има правни механизми да ги повика на одговорност тие кои не ги спроведувале мерките. Стојковска посочи дека сите забелешки и сугестии подетално ќе ги испратат во писмена форма, инаку рокот за давање забелешки, мислења и предлози во однос на документот е продолжен до 30 ноември на полноќ. Истите може да се испраќаат на имейл адреса на Министерството за животна средина и просторно планирање или по пошта на адреса на Министерството, плоштад Пресвета Богородица, број 3 Скопје. Нацрт верзијата на стратегискиот план е објавена и јавно достапна на веб страницата на Министерството. Конечната верзија на стратегискиот план ќе се разгледува од страна на Комитетот за светско наследство на неговата 46-та сесија во 2023 година. Повторно оштетување на бугарскиот клуб во Охрид. Непознат сторител ноќеска по полноќ со тврд предмет, најверојатно камен, го скршил излогот на клубот. Настанот бил пријавен во полиција. Во 2 часот и 5 минути во СВР Охрид пријавено е оштетување на стакло од излог на Сдружение на граѓани Цар Борис III, лоцирано на булеварот Македонски просветители во Охрид. Полициски екипи извршија увид и се работи на расветлување на настанот, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. Ова е втор пат да биде оштетен клубот Цар Борис III. Претходно на 12 октомври, само неколку дена од отворањето на клубот, беше искршена таблата на која е испишано името на Сдруженијето. Кривичното дело го направил 47 годишен охриѓанец, кој сам се пријавил во полиција. Апликативни методи за превенција од виктимизација е проект со кој се преземаат мерки и активности за препознавање и исправување со различни облици на врсничко насилство кај младите во Охрид. 50 средношколци од електромашинскиот ужилишен центар Свети Наум Охридски беа дел од проектот во кој преку игри, работилници и интерактивни вежби се информираа и едуцираа, но ја подигаа свеста за оваа појава. Туркање под тепих, шепотење место јавно зборување за проблемите, но и слаба понуда на институционални програми за справување со различни облици на врсничко насилство кај младите лица на територија на општина Охрид биле поттик за спроведување на проектот Апликативни методи за превенција од виктимизација кај млади од Сдруженијето Жртва од Охрид, Вели Крсте Пурцов, заменик координатор на проектот. Анонимните предистражувања кои ги спровеле отсликале непримерно однесување и дискриминација помеѓу врсниците, потенцира Пурцов. Имавме примери на дискриминација, расизам, да речам на некој начин, од едни ученици на други, заради етничката припадност. Исто така имавме, например, случаеви каде што преку анонимни кефи одбравме заради сексуалната ориентираност. Некои деца се таргетирани на тој булинг, сайбербулинг, само заради тоа што, например, се различни од другите. Подобрено ниво на информираност и едуцираност за превенција од различни облици на насилство кај младите лица на возраст од 15 до 18 години се главните цели на овој проект. Биле спроведени повеќе активности за соодветната возраст, како што се работилници, вежби и игри, а како што посочува Пурцов, најголем бил впечатокот при изведување на експерименталните работилници. Се вклучи преземање на мерки и активности за спречување или намалување на можноста младите да бидат жртви. Најпрво се пристапи со определени теоретски работилници, потоа експериментални работилници низ призма на интеракција и спортски и етно активности кои што беа изведувани на терен. Можам да кажам дека низ експерименталните работилници беше интересно што се става на сами да одлучат дали би помогнале, дали би се отргнале од самиот факт дека се
случај на некој врсничко насилство во моментот, беа ставени во улога на жртвата, беа ставени во улога на лица кои вршат насилство, за да се видат од обете страни како таа интеракција би изгледала. Проектот бил спроведуван помеѓу средношколците од Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски Охрид. Преку добиени знаења, информации и искуства, освен што ќе ги подигнат нивото на информираност и едуцираност на овие млади лица, искуствата ќе останат во нивната меморија, ќе влијаат во поголема мера на сопствена превенција, но и пренесување на искуствата на останатите соученици и по завршување на овие активности, смета Пурцов. Во месец декември пак ќе биде изготвен и прирачник во кој ќе бидат сумирани резултатите и заклучоците од спроведените активности. Проектот се спроведува во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2, РЕЛУ 2, која е финансирана од делегацијата на Европска унија во Скопје, а ја спроведува UNDP. Полициски службеници од специјалната антитерористичка единица Тигар при Министерството за внатрешни работи денеска на стрелиштето Бејбунар во Охрид ќе имаат боево гаѓање. Единицата утре кај комплексот Инекс ќе реализираат тактичко показна вежба, а во четврток и петок единицата Тигар кај канало студенчишта ќе ги спроведат завршните плански активности. Се работи за редовна вежбовна активност на единицата во која ќе се вклучи и хеликоптерската единица на МВР, а целта е јакнење на професионалните компетенции на припадниците на единицата за зголемена ефикасност и ефективност во борбата против криминалот и подигнување на безбедноста на граѓаните и државата, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Од секторот упатуваат апел до граѓаните да ги почитуваат ознаките и надписите за забранет пристап, да не се задржуваат во безбедносните зони и целосно да се придржуваат кон останатите насоки на полициските службеници. Бензините од ноќеска на полнок поевтинуваат од 1,5 до 3 денари за литар. Цената на дизелот се намалува за 3 денари, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,82%. Малопродажната цена на бензинот Евросупер БС 95 се намалува за 3 денари за литар и ќе изнесува 88,5 денари. Евросупер БС 98 поевтинува за 1,5 денари за литар и ќе чини 90,5 денари. Малопродажната цена на Евродизел се намалува за 3 денари за литар и сега ќе се продава за 90 денари. Екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 2,5 денари и ќе изнесува 85,5 денари за литар. Со одлуката на регулаторна за 1,438 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 44,524 денари. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Расте бројот на лица кои загинале во земјотресот со јачина од 5,6 степени според Рихтеровата скала што денеска ја погоди Индонезија. Епицентарот на потресот бил во областа јужно од главниот град на земјата Џакарта, јавуваат агенциите. Црниот биланс постојано расте. Според последните податоци од локалните власти, најмалку 50 на лица ги загубија животите, а над 700 се повредени. Како што може да се види од видеоснимките по земјотресот објавени на социјалните мрежи, причината е и значителна материјална штета. Според Американскиот геолошки институт, јачината на земјотресот изнесувала 5,4 степени според Рихтеровата скала, додека Геофизичката агенција на Индонезија претходно објави дека потресот бил со интензитет од 5,6 степени. Земјотресот е регистриран во близина на градот Џианџур, на околу 100 км јужно од Џакарта, а бил почувствуван и во главниот град, каде што луѓето во паника излегувале од зградите. Исто така синоќа земјотрес со јачина од 6 степени според Рихтеровата скала го погоди грчкиот остров Крит, објави Европскиот медитерански сеизмолошки центар ЕМСЦ на Твитер. На жителите им било издадено предупредување за цунами. За сега нема информации за причинета штета. Според сеизмолошкиот центар, земјотресот се случил во 1 часот и 25 минути, а епицентарот бил во морето на околу 60 км североисточно од градот Ситеа на Крит, кој се наоѓа на североисточната страна на островот. Иранската полиција ја уапси актерката Хенгаме Газијани затоа што јавно ја симнувала муслиманската шамија во видеоснимка за поддршка на протестното движење започнато во септември по смртта на младата Махша Амини, објавија локалните медиуми.
Протестите во Иран започнаа на 16 септември, денот кога Амини почина во болница, каде што се наоѓаше откако беше уапсена на 13 септември во Техеран поради носење несоодветна облека и непочитување на строгиот кодекс на облекување на жените во Иран. Демонстрациите подоцна се претворија во движење против иранските верски власти. Според податоците на невладините организации, во задушување на протестите загинале неколку стотици луѓе, додека околу 15.000 биле уапсени. Некои од уапсените беа осудени на смрт. Газијани беше уапсена поради поттикнување и поддршка на немирите и комуникација со опозицијските медиуми, објави државната новинска агенција ИРНА. Курдските екстремисти во Сирија истрелале 4 ракети врз пограничниот град Каркамис во Турција, јави денеска агенцијата Анадолу, наведувајќи дека во нападот се ранети голем број луѓе. Во извештајот се вели дека ракетите погодиле средно училиште и 2 куќи во Каркамис, како и камион во близина на турско-сирискиот граничен премин. Курдските ракетни напади следат неколку дена откако Турција започна со смртоносни воздушни напади во северните региони на Сирија и Ирак, насочени кон курдските фракции кои Анкара ги смета за одговорни за бомбардирањето на Истанбул на 13 ноември. Турските воени авиони нападнаа бази на забранетата Курдистанска работничка партија и позициите на сириските единици за заштита на народот, потврдија официјални лица. Представници на сириските курди известија дека во турските воздушни напади загинати се и цивили. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.